civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговарам со Билјана Јордановска, моја колешка од Цивил, граѓанска активистка, но и новинарка во медиумската платформа на Цивил. По повод 12 април, тоа што ние во Цивил и граѓанките и граѓаните кои соработуваат со нас, па и фотографот Александар Кондев, кој пред 3 години дојде со изложбата посветена на граѓанскиот протест. Зборуваме за шарената револуција. 12 април е денот кога таа револуција започна. Ја искачи македонската активистичка енергија на насловните страници во светските медиуми, не само кај нас, додуше кај нас владееше медиумски мрак во тоа време, така што само неколку слободни медиуми и социјалните мрежи беа простор каде што граѓанскиот протест можеше да најде свое место како информација. Здраво Билјана, како си? Како е Куманово? Здраво Џабир, добро е, одлично е во Куманово. Мислам што се однесува до мене сончево и нималку морничаво, напротив. Можеби затоа што поради моите ангажмани јас имам некоја дозвола за движење за време на полицискиот час, така што уживам во тишината на самиот град, кој што е преубав вака празен. Добро, можеби се уште сме на почетокот на ваквите мерки, па тоа и не ни недостига да видиме луѓе и врева на улиците, но сепак сме социјални битија и мислам дека со време ќе почне да ни недостига баш тој џагор, таа врвулица од луѓе и од возила, и се разбира нервозите во шпицовите. Како и да е, јас би сакал веднаш да прејдеме на разговорот со тебе за 12 април. Дали може да се сетиш за тоа како ти го доживеа почетокот на шарената револуција пред 4 години? Можеш ли да споделиш неколку твои сеќавања? Се разбира, шарената револуција првите ден, 2, 3, па и не беше баш мирниот начин на изразување на протестот, но потоа продолжи во нешто што стана и светски пример за мирен граѓански протест кој доведе и до промени. Се разбира, имаше вовет во тоа како започна шарената револуција, имаше некој вид на припрема, меѓутоа 12 април беше можеби единствениот кој имаше насилство, да речеме условно, на улиците. Аболицијата нели беше причина за стартот. Сепак генерално во овие 4 години, мислам дека поминаа 4 години од 12 април 2016 до денеска, во кратки црти од протестирам до шарена револуција можеме да го сведеме на аболиција, граѓани на улица, полиција во фул опрема и оружје, наредба да се тепаат активисти и да се ставаат зад решетки. Значи, имавме една пролет, едно лето за уривање на еден режим во име на демократијата, во име на еднаквоста, во име на слободата, или на она што подоцна денешнава влада, да речеме, го преименува во општество за сите и за кој што до ден денеска се бориме. Она што успеавме или она зошто ќе биде забележан и ќе влезе во историјата 12 април 2016 и зошто е добро тој да остане како запомнет како ден на отпорот, како ден на револуцијата, затоа што беше тригер за сите позитивни ствари и сите реформи кои што се случија од тогаш па нааму, вклучувајќи ги промената на името, односно договорот со Грција, НАТО, добрососедството со Бугарија, преговорите за ЕУ, кога веќе сме стартуваме со тоа, веќе сме во НАТО, и да не беше шарената револуција, можеби уште ќе се боревме за сите овие позитивни ствари да ги имаме и придобивки како држава. Ние во тоа време бевме
како и сега Организација за човекови права, меѓутоа и развивавме една медиумска платформа која во тоа време беше еден од ретките простори каде што можеше да се прочита нешто различно од мејнстримот кој го диктираше режимот на Груевски. Медиумскиот мрак го пробивме со социјалните мрежи и со тие неколку веб страници кои граѓанките и граѓаните ги имаа како простор да се информираат објективно за настаните и за процесите. Ние во тоа време имавме обврска да го покриваме тоа што се случува на улиците, да известуваме јавноста и за активностите и за иницијативите, за барањата на цивил како организација, меѓутоа исто така истовремено бевме и самите активисти и учесници во таа шарена револуција. Можеш ли да споделиш со јавноста како изгледаше тоа да се биде истовремено дел од медиумска платформа, а потоа и да се биде дел од оние кои учествуваат во протестите? Воопшто не беше тешко. Од моја перспектива гледано, јас имав една можеби благородна работа во тој момент, а тоа е фотографијата и фотографирањето на самите протести и на се она што беше поврзано со шарената револуција во тој период. Така да не беше воопшто тешко да се биде дел од тие луѓе, односно да се биде дел од шарената револуција. Можеби најблагородниот момент беше што можевме како цивил и како организација, јас вклучително, да ја покажеме вистината за тоа што представува шарената револуција, бидејќи имаше многу обструкции и многу обиди да се прикрие дека таа воопшто постои, дека има илјадници луѓе на улиците. Така да нашите фотографии, она што јас и другариве од цивил го направивме преку фотографиите, беше покажување на светот што всушност значи еден мирен граѓански отпор кон една борба и заложба и барање за едно подобро општество за сите, значи за едно демократско општество. Тие фотографии, мислам дека ги има илјадници кои што ги направивме, и осликуваат вистинската суштина и вистинската цел на тоа што представуваше шарената револуција, и дека таа не беше само единствено уривање на еден режим и симнување на власт на Груевски, нели фамилијата, туку беше покажување дека се уште има висока граѓанска свест и критичка мисла, и дека се уште можеме да се бориме за она што мислиме дека треба да го постигнеме како едно граѓанско и демократско општество. Кога зборуваме за фотографијата, јас би сакал да им оддадеме признание и на неколкуте сниматели кои беа во нашата екипа, пред се на Дехран на колегата Дехран да му честитаме за храброста и за учеството како камерман. Се разбира, тука беше во нашата екипа во тоа време и Никола Угриновски, Атанас Петровски, мислам, беше негде во вториот дел, тој мислам дека се приклучи, или или во текот на целото време беше дел од екипата, меѓутоа поретко, бидејќи работеше и други ангажмани. И да не заборавиме тоа, тука се и граѓанските новинарки и новинари кои во проектот Граѓански објектив учествуваа со своји и фотографии, меѓутоа и со голем број видео прилози, за да може да се види што всушност се случува, додека режимските медиуми покажуваа дека има 20-30 луѓе, предавници, како што ги нарекуваа на улиците. Всушност десетици илјади луѓе беа секој ден на улица во тој период. Дали може да ни споделиш 2-3 фотографии од она што го фотографираше во тоа време? Знам дека тоа може да е многу тешко. Дали имаме неколку спомени кои би можела да ги споделиш низ фотографии и да ги искоментираме? Да, значи може и во моментот веднаш да ти пратам 2-3 фотографии кои што се
навистина илустративни за она што ние го работевме во тој период, односно за што ние како организација се боревме. Тоа се фотографии, како што можеш да видиш, од Да, добро. стигна, да. Тоа се фотографии од две Да. акции кои што ние ги направивме во тој период. Не се единствени, меѓутоа ги одвоив како можеби најсимволични и што ми ставија најголем впечаток. Се препознавам и себе, Дехран и Ермин ги гледам, Марија, Сонја, некои налепници. Тоа е од Да, ај раскажи за ова, да. Едната од фотографиите на која што е отсликува една акција што ние ја презимавме, беше многу лесно да се направи, се испринтаа повеќе налепници со ние сме лудаци и се поделија бананки и чоколадца на граѓаните, меѓутоа треба на што присуствуваат тогаш на тој ден на протестот на Шарената револуција беше илустрација за разговорот меѓу тогашниот министер за финансии Зоран Ставревски и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, кога парафразира една многу позната реченица од Марија Антонета, дека немаме за лепа, ама меѓутоа имаме за чоколада, асоцирајќи на тоа колку не е испразнет буџетот, какви ни се финансиите и до кој просјачки стап е доведен народот и колку сме ние луди, тоест колку беше луд тој режим. И тоа беше навистина имаше многу позитивни реакции и беше добра илустрација за тоа против што се бориме, против каков режим се бориме, против какви луѓе се бориме. Втората фотографија што исто така ја одвоив бидејќи е наша акција, која излегува фотографиите од Белата палата, кои што претпоставувам дека тие слики ден денеска висат на ձидовите на штабот на ВМРО-ДПМНЕ со кич рамки. Мицкоски кажа дека ги тргнале тие слики. Не знам, не се сеќавам дека воопшто излегува празни ѕидови од Белата палата. Поставам дека Груевски сигурно во некој зазема некое централно место уште таму. Меѓутоа од тие фотографии ние им на тие слики што излегува, ние додадовме решетки, ја испринтавме во природна големина онака како што би изгледала. Еден наш поддржувач, исто така шарен револуционер и другар пред се, ни позаиме една рамка која што навистина добро ни дојде и мислам дека таа акција што ја направивме не само што беше пречекана или дочекана со овации, со одобрување, туку го покажа или погоди во центарот на она што ние се обидовме да го постигнеме тогаш, а тоа е ставање зад решетки и на Груевски на целата таа фамилија која што имавме илустративно прикачено пред владата. Мислам дека таа фотографија те прати. Третата фотографија мислам дека е твоја, ако не се лажам, и заврши како насловна на една од публикациите за граѓански објектив, кои што ги имавме низ годините. И мислам дека беше токму таа година. И го отсликува буквално контрастот на она. Од една страна е полицијата, од друга страна се граѓаните и има буквално оној судир на блиска линија на борба на превласт на граѓанскиот отпор наспрема режимот и она што представуваше бруталноста на полицијата во тогашните изминати десетина години. Да, се сеќавам на овој момент, мислам дека јас ја фотографирав оваа ситуација. Тоа е кога беше пробиен кордонот кон владата, кој водеше кон владата, кога полицијата едноставно, иако имаше хермелини и стотици вооружени и фул опремени полицајци, сепак не можеа да го издржат притисокот, се обидува на почетокот да тепаат, ама после тоа сепак попуштија и ние го остваривме нашето право да протестираме пред владата во тие денови. Да, знам дека го носев апаратот, оној канонот го носев што најчесто го користиш ти.
Исто така имав и неколку видео снимки, но оваа фотографија мислам дека заврши на насловна страница на публикацијата за граѓанско новинарство, ама не сум сигурен. Сега. 100% јас сум сигурна. Така, Јас да. дека заврши, да. Да. Ние, Билјана, еве да споделиме со јавноста пред 3 години заедно со фотографот Александар Кондев направивме една иницијатива денешниот ден да биде прогласен за Ден на граѓанскиот протест, без оглед на тоа како ќе реагираат пратениците во собранието, иако и таму ја доставивме иницијативата, нели во наредниот парламентарен состав. Ние треба овој ден да го негуваме како Ден на граѓанскиот протест, кој не се однесува само на шарената револуција, која нели беше еден епилог од долгогодишна битка со режимот, туку да биде и датум на кој се одбележуваат сите други граѓански протести. Во претходниот разговор што го имав со колегата Дехран, го споменавме и тоа, дека шарената револуција беше вистински пример за креативна иницијатива во која пред се мирното изразување на протестот беше најочигледна, најсилно изразена нота и впрочем направивме дистинкција меѓу протести во кои се повикува на убиство, на линчување, на истребување на одредени етнички заедници, а ова е граѓански протест во кој се бара демократија, правда, слобода и еднаквост. Со таа мисла, ако немаш нешто да додадеш, се разбира, повелеј. Токму и фотографиите кои што ти ги испратив ја илустрираат таа креативност на шарената револуција и се согласувам апсолутно дека 12 април треба да остане како Ден на граѓанскиот отпор, затоа што иако шарената револуција нели официјално на улиците одамна заврши, фронтот е поместен и борбите ги водиме на друго место, борбата за слобода и за демократија никогаш нема да заврши и се додека има барем еден кој што повикува нели на се што е криминално, се што е во насока на тоа да го зароби и државата и граѓаните, нашава борба никогаш нема нели да пристане, токму за демократијата, токму за слободата, токму без за оние сите придобивки и вредности кои што ги имаме, затоа и чекориме нели кон Европа и не треба да станеме ниту слепи, ниту глуви, ниту неми додека некој се обидува да не обструира или да ни го толчи достоинството или да се обиде да не стави во една рамка во која што ќе може да не контролира. Иако сме во моментот дури и со пандемијава тоа многу добро се покажува дека знаеме како да се избориме и против лажните вести, и против дезинформациите и манипулациите кои што нон-стоп се пласираат и во медиумите и на социјалните мрежи. Затоа велам дека отпорот сега го пружаме на поинаков начин и користиме поинаков фронт, меѓутоа борбата никогаш нема нели да престане и тоа барем ние како цел ќе ја водиме без компромиси и без страв. Исто така сакам да додам дека во тој контекст символично да беа поинакви околности, денеска можеби би држале пресконференција, би имале избори и 12 април како таков во тие услови би бил уште еден начин на прикажување на граѓански отпор, односно уште една борба, тоа би била борбата за гласачкото право. Фантастично, точно на место. Со оваа порака, од која најверојатно и ќе го излечам насловот на овој прилог, те поздравувам, ти посакувам добро здравје, остануваме на линија, се разбира, во делот од активностите на Цивил и на медиумската платформа на организацијата. Поздрави го Куманово и голем поздрав до тебе. Се најдобро. Поздрав, чао. Чао. civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.